Повеќето на вестите ги гледаме на словите на денот. Случај на западно-нилска треска во Македонија. Едниот е заразен во Грција, а вториот веројатно дома. Апел до граѓаните да се заштитат од комарците. Координација за блокираниот изборен законник во собранието. Заминуваат ли партиите повторно без било каков напредок? ВМРО ДПМН и натаму партија со највисока поддршка од граѓаните. СДСМ втора, но со далеку понизок рейтинг. Објавена анкета на МКДМК која според СДСМ е нарачка во време на паника. Нов случај на насилство меѓу врсници. 12 годишно дете избодено во шута Оризари. САД прославува 250 години независност. Трамп со порака: Америка е најсилна, најслободна и најбогата нација во светот. Овие вести ќе се вклучиме во живо во собранието, каде пред малку заврши средбата на политичките партии во обид за деблокада на изборниот законник. Останете со нас, почнуваме. Западно-нилска треска кај двајца пациенти детектирале лекарите на инфективната клиника во Скопје. Хоспитализирани се и им се дава терапија според препораките. Едниот од нив неодамна патувал во Грција, за вториот нема информации дека воопшто бил надвор од државата, што ја отвора можноста да бил заразен во земјава. Клиниката апелира граѓаните да постават комарници, да носат облека со долги ракави која ќе ги заштити од убоди на комарци. Присуството на вирусот беше веќе потврдено во дел од соседните земји. Зоран Јаневски има детали. Два случаи на западно-нилска треска се потврдени кај пациенти сместени на инфективната клиника во Скопје. Биле хоспитализирани по каснување од комарец. Еден од пациентите кажал дека пред неколку денови се вратил од Грција, додека другиот не пријавил патување надвор од државата. Едниот пациент е 51 годишен, кој пред да му се појават симптомите, 2-3 дена претhodно допатувал од Грција, што постои веројатноста да е таму каснат од комарец, а додека за другиот пациент немаме позитивна епидемиолошка анкета. Пациентот е 68 годишен од Скопје и не патувал никаде. Двајцата пациенти според лекарите во моментов се во стабилна состојба. Инаку западно-нилската треска е вирусно заболување кое се пренесува преку убот од инфициран комарец. Најголем дел од инфицираните лица немаат симптоми или имаат лесна клиничка слика, додека кај мал број пациенти, особено кај повозрасни лица и лица со ослабен имунитет, може да развијат потешки невролошки компликации. Сите граѓани кои по убот од комарец ќе развијат висока температура, силна главоболка, вкочанетост на врат, нарушена свест или било кој од другите невролошки симптоми, треба веднаш да побарат медицинска помош. Но не значи дека секоја главоболка и секоја температура би насочило дека иде во прилог на западно-нилска треска. Како заштита, лекарите препорачуваат носење долги ракави во попладневните часови, употреба на заштитни средства, но и поставување заштитни мрежи на прозорците. Првиот случај на западно-нилска треска во земјава беше регистриран во мај кај 55 годишен велешанец. Грција пак според Европскиот центар за превенција и контрола на болести досега не пријавила случај на заболени со западно-нилска треска. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Координација за блокираниот изборен законник во собранието. Заминуваат ли партиите повторно без било каков напредок? ВМРО ДПМН и натаму партија со највисока поддршка од граѓаните. СДСМ втора, но со далеку понизок рейтинг. Објавена анкета на МКДМК која според СДСМ е нарачка во време на паника. Партиите седнаа на саботна координација во собранието за новиот изборен законник, кој во моментов е блокиран од над 13.000 опозицијски амандмани. Има ли некаков договор и напредок во живо известува Даниел Василев? Даниел, кој е исходот? Добар ден, Цаци. Накратко, нема никаков договор. Она што го велат сите представници на политичките партии е дека се договориле да се договорат. Два моменти се многу важни. Првиот момент е ретерирањето на левица, кој што на денешната неформална координација тука во собранието дошле со став дека нема отстапки од една изборна единица, што во суштина го враќа процесот уште пред оние преговори кои што се водеа во Министерството за правда. Другиот момент
предлогот на владеачката ВМРО ДПМН, која што во делот на гласањето на диаспората денеска предложила наместо тоа да се прави електронски, да се прави по поштенски пат. Практично претеникот Антонио Милошовски вели дека ваква пракса има во 15 земји членки на Европската унија, меѓутоа и во Соединетите Американски држави, Канада и Косово. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од неговата изјава во делот на предлогот кој што денеска го има пратениците од ВМРО ДПМН. Ако електронското гласање за некого може би представува се уште неразработен начин на изјаснување, на диаспората го понудивме гласањето по пошта како многу често применет начин на гласање на иселениците, кој што е употребен во 15 земји членки на Европската унија и во други земји во соседството и други земји членки на НАТО како Соединетите Американски држави и Канада. Од страна на Социјалдемократскиот сојуз беше кажано дека им треба одредено време да изградат став по однос на овој предлог. Истото беше потенцирано од страна на ДУИ. Така, тоа беше изјавата на пратеникот Милошовски. Самиот кажа дека ставот на СДСМ и на ДУИ било дека им има потребно време за да дојдат до конечен став по ова прашање. Пратениците од СДСМ и од ДУИ не сакаа да дадат изјава по денешната координација тука во Собранието. Исте случајот и со пратеникот од Левица Борис Крмов, кој рече дека се договориле да се договорат во иднина. Она што е многу важно во делот на предлогот за гласање по пошта, пратеникот Милошовски вели дека за такво нешто би можело да се ангажира меѓународен оператор со оглед на капацитетите на македонските пошти. Од друга страна, од Алијанса на села велат дека овој предлог за нив е прифатлив, меѓутоа бараат тој да биде вметнат и за локалните избори, за да можат и на локалните избори граѓаните да го дадат својот глас. Во продолжение слушаме делот оваа изјава. Нашиот став е дека освен председателските, парламентарните, тие граѓани треба да гласат и за локалните избори, затоа што се граѓани на оваа држава. Ние сме должни како институции да најдеме начин да ги улесниме, процедурата и начинот на нивно гласање. Ако тие граѓани денот на гласањето доаѓаат тука со авион, со автобус или со нивни кола, они имаат право да гласат, нели? Не се оспорува нивното право. Значи, тука се работи за изнаоѓање на модалитети како да се улесни нивното гласање. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски за овој предлог на Азири вели дека за нив ова е неприфатливо со оглед на тоа што барем за локалните избори секој треба да гласа онаму каде што е жител. Таков е случајот и насекаде во светот, барем според она што го кажа тој. Како што кажав претходно, од пратеничката од политичката партија Левица немаше изјава, меѓутоа рано и зутрина претеникот Амар Мециновиќ имаше пресконференција тука во Собранието, на која што кажа дека големите партии на олигархијата, како што ги вели тој, направиле заговор за да нема нов изборен законник и да нема една изборна единица. Во продолжение неговата изјава. Сега немаме нов изборен законник затоа што од самиот почеток имаше заговор тој воопшто никогаш да не се донесе. 30 години партиите ви ветуваат една изборна единица, нема ништо од тоа. Не се нагласува, не се наговестува. Од оваа констелација на парламентарниот состав моментално, при воведување на една изборна единица, сите партии имаат да изгубат, освен Левица. Сите партии го компрометираат процесот за носење на една изборна единица. 30 години ВМРО ДПМН и СДСМ ги кројат правилата на играта за да им одговара нив. Затоа и сега електронското гласање на диаспората беше заговор и зицер кој ВМРО ДПМН им го даде на СДСМ за да го оправда нивното блокирање. Даниел, останува ли власта на ставот дека е подготвена да не се донеса изборниот законник, доколку не се постигна договор за прашањето на гласањето на диаспората?
Токму така цаци според изјавата на пратеникот Антонио Милошовски, ВМРО ДПМН не би го донела изборниот законник на сила. Вели дека за ова прашање треба да има консензус од сите политички партии, да го усогласат текстот и дури потоа да го донесат, со што практично државата ризикува на еден начин да не ги исполни сите 10 услови од реформската агенда со оглед на тоа што изборниот законник ќе биде единствената точка која што нема да помине на време. Во продолжение слушаме дел од оваа изјава на Милошовски. Ние не би сакале изборниот законник, немаме намера да го туркаме на сила, да му ставаме европски знаменца или да игнорираме поднесени 10 или 15 илјади амандмани. Сакаме изборниот законник да биде резултат на широк консензус и политичка волја. Ако некои политички опции, како во моментов Левица и СДСМ, ценат дека има повеќе причини да го блокираат овој изборен законник, наместо да најдат компромисен јазик за заедно да го поддржиме, останува јавноста да процени кои се нивните вистински намери. Даниел, тоа што ваква координација се случуваше во сабота, сепак покажува дека партиите имаат интерес брзо да најдат решение за проблемот. Има ли најава за следна средба и диалог? Конкретна најава за следна средба, ваква координација помеѓу претениците за сега нема, меѓутоа она што е познато е дека ќе се чека СДСМ и ДУИ да изградат став по однос на предлогот на ВМРО ДПМН за гласање на диаспората преку пошта, откако СДСМ и ДУИ ќе кажат дека веќе имаат изготвено став, некаде претпоставувам во текот на идната недела ќе можеме да очекуваме нова координација помеѓу претениците во собранието. Даниел Василев од парламентот, благодарам Даниел. По 2 години владење, ВМРО ДПМН се уште ужива највисока поддршка од граѓаните, покажува денеска објавената анкета на МКДМК. Втора партија според доверба е СДСМ, но според ова истражување на јавното мислење, нивната поддршка е 4 пати пониска. Мицкоски вели дека и натаму предвремените избори не се намаса. СДСМ пак вели дека нарачаните анкети се објавуваат во време на паника поради лошите политики. И по 2 години на власт, ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски имаат најголема доверба кај граѓаните, покажува најновата анкета на Market Vision за МКДМК. На прашањето за која политичка партија ќе гласате на наредните избори, 20,5% од граѓаните одговориле за ВМРО ДПМН, за СДСМ 6,2%, за ДУИ 5%, за Вреди 4,4%, за Левица 2,9% и за Знам 1,5% од граѓаните. Сепак и ова анкета ја покажува ниската желба кај граѓаните да излезат на избори, па секој трет граѓанин одговорил дека нема да гласа. Кај лидерските рейтинзи најголема доверба кај граѓаните има премиерот Мицкоски со 23,3%, зад него е Али Ахмети со доверба од 5,5%, трет на листата е Венко Филипче со доверба од 5,1%, пошто следуваат Изет Меджити и Димитар Апасиев со по 4% и Билјалка Сами и Максим Димитриевски со 2,5% доверба. Но најголем број од граѓаните или над 42% немаат доверба во ниту еден политичар. Платите, пензиите, невработеноста и растот на цените се најголемиот проблем со кој се соочуваат македонските граѓани, а на второ место се повторно криминалот и корупцијата. Над 50% или секој втор граѓанин не е задоволен од работата на јавното обвинителство, а над 35% од граѓаните не гледаат разлика во работата на новиот јавен обвинител од претходниот. Огромно мнозинство граѓани, над 80%, ја поддржуваат идејата Македонија да влезе во Европската унија со статус земја наблюдувач без право на вето. Дали овие бројки можат да потигнат и предвремени избори? Премиерот Мицкоски вели дека целта останува целосен мандат, но ВМРО ДПМН се подготвени за предвремено соочување во секое време. Данас останува стратешка цел да го доиспорачаме она кое што сме се обврзале пред граѓаните, вакви објекти, да санираме последици од минатите децени катастрофа која што се случувала во држава. Инаку ние се целиме кон полн мандат, односно кон 4 години. Сега, доколку има политички сили и мнозинство во парламентот, ВМРО ДПМН е подготвен да излезе на избори во секое време. Се мириса на предвремени избори, пак велат од СДСМ. Нарачана анкета во време на паника. Мицкоски и ВМРО немаат одговори за економската катастрофа. Нема одговори за тешкиот живот на граѓаните. Нема пари во буџетот. Нема пари ниту за пензии, затоа анкета. Мицкоски насила ја укина техничката влада. Сега насила се обидува да протурка изборен закон кој отвара можност за кражба на гласови. Се мириса на предвремени избори. Сака да го продолжи мандатот затоа што не му суди на факултет. Таму нема приватни авиони за патување
патување на море, стои во писмената реакција на СДСМ. Истражувањето е спроведено во периодот од 10 до 27 јуни на репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Од септември владата ќе добие освежување на вториот ешалон, заменик министри и директори. Премиерот не сакаше да открие колку мина ќе бидат променети и рече дека имињата и позициите се дел од коалицискиот договор. Во меѓувреме опозицијата обвини дека претходно кривично гонет поранешен функционер на ВМРО ДПМН ќе го преземе ресорот добро владење во кабинетот на Мицкоски. Премиерот негира дека дал конкретно име и вели дека јавноста навреме ќе знае за кого се работи. Актуелниот државен секретар за јавни политики Димитар Димовски не е планиран за новата позиција државен секретар за добро владење. Премиерот ги отфрли шпекулациите кои, како што вели СДСМ, се обидува да ги наметне во јавноста во врска со оваа позиција и рече дека се уште не донел одлука кој ќе биде назначен. Мицкоски порача дека нема намера да коментира политички хајки кои се правеле од претходната власт за голем број лица во минатото. Тоа не значи дека ќе биде истото лице и нема да биде истото лице, инаку ако конкретно зборувате за Димитар Димовски, како и останати десетици, стотици луѓе од претходната влада на ВМРО ДПМН кои што беа дел од политичка хајка на најкриминалната влада предводена од СДСМ и ДУИ, кои што специјалното јавно обвинителство го користеше како алатка за да ја распродава државата, за да себе си обезбеди привилегии да ја краде државата. Тоа сум го коментирал многу пати во минатото и немам намера повеќе да го коментирам. Опозицијската СДСМ, нарекувајќи реконструкцијата театар, изнесе обвинувања за наводни бизнес интереси и непотизам во извршната власт. Од партијата обвинија дека Димовски е дел од бизнес мрежи поврзани со премиерот и дека лице обвинето во судски предмети од минатото. Долгогодишен бизнес партнер на Мицковски во хидроцентралите. Прво Мицковски го постави до себе во влада како секретар за јавни политики, а сега го унапредува. Но освен бизнес партнер на Мицковски и дел од бизнес мрежата, Димитар Димовски е и условно осуден во случајот Топлик за продажба на државно земјиште во Сончев град во Сопиште. На прашањето за новиот предлог за министер за земјоделство, за кој во дел од јавноста се отворија прашања за наводни двојни државјанства, премиерот Мицкоски потенцираше дека за него се клучни менаџерските способности и јасната стратегија за развој на овој важен сектор. Не сум го прашал искрено дали има двојно, тројно или не знам какво државјанство. Од она кое што успеав со него да разговарам, гледам дека има план, дека има визија понатаму во ресорот во кој што ќе има многу предизвици во периодот кој што следи. Така што тоа е она кое што мене ми е важно и тоа е она кое што е важно за земјоделците. Мицкоски вели кадровските промени се завршени и во следниот период нема да има нови пополнувања на позициите во владата. Собранието околу средина на месецов ќе има 2 дена за дебата за владината реконструкција, пошто пратениците заминуваат на годишен одмор. Целиот процес, вклучително и преостанатите назначувања за заменичките места, согласно владината коалиција, ќе биде финализиран во текот на септември. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Што е целта на новата платформа? Разговори за иднината 12.5. Нова политичка опција или реформа на СДСМ? Дали се проблем политиките на опозицијската партија или кадрите во раководството? Кој стои зад групата која дебатираше зад затворени врати? Тема на денот во 19 со Игор Ивановски, универзитетски професор и поранешен подпредседател на СДСМ. Во насилство меѓу малолетници. Додека јавноста се уште е вознемирена од снимките со брутални напади меѓу деца кои деновиве се шират на социјалните мрежи, 12-годишно момче заврши во болница со повреди од нож, откако според првичните информации било нападнато од друг малолетник во скопската населба Шута Оризари. Овие случаи повторно го отвораат прашањето што се случува со децата и каде потврла системот. Експертите предупредуваат дека врсничкото насилство не е нова појава, но интернетот го прави повидливо, посурово и потешко за жртвите. Прво тепан, па потоа избоден со нож. Ова е последниот регистриран случај на насилство меѓу малолетници. Според полицијата настанот се одиграл вчера среде белден во населбата Шута Оризари. Жртва е 12-годишник кој бил нападнат од 4 малолетници, а еден од нив употребил нож.
На 3 јули во СВР Скопје од јавната здравствена установа Свети Наум Охридски е пријавено дека кај нив со повреди од остар предмет бил донесен 12-годишник од Скопје. Според пријавеното, повредите му ги нанел друг малолетник истиот ден околу 13 часот на подрачјето на Шутоо Ризари. Снимките од брутално врсничко насилство, кое изминативе денови ја згрозија јавноста, повторно го вклучија алармот во општеството. Кои се причините за девијантното однесување кај младите? Според експертите, појавата не е нова, но интернетот ја прави повидлива и посурова за жртвите. Психологот Фики Гаспар нагласува дека причините за насилство меѓу младите се сложени, но коренот скоро секогаш е во најблискиот круг на детето. Многу често истражувањата покажуваат за жал дека тој вид на однесување е пренесено или научено, па така да статистички повеќето лица имале во блискиот круг, најчесто во семејството, насилно однесување, но сепак има многу фактори кои што не треба да ги земеме предвид и не треба да ги занемариме. По неполни 24 часа од видеото на кое се гледаше како малолетничка е тепана од нејзина врсничка во аеродром, вчера полицискиот билтен регистрираше 2 нови случаи, во кои главни актери се малолетници. Момче и девојче биле физички нападнати од малолетници кои ги познавале. Во меѓувреме, полицијата објави дека го расчистила случајот од завчера, кога 74 годишник нападнал 10 годишно девојче. Лицето било повикано на распит и поднесена му е кривична пријава за насилство врз дете. Од друга страна, за надменување на проблемот, експертите појаснуваат дека во скопските училишта веќе се спроведуваат превентивни проекти, но за нив клучно останува семејството. Мислам дека треба родителите, посебно пошто мислам дека сите се запознаени од прилика што се случува, да одвојат малку време да седнат со своите деца, да поразговараат, да ги кажат последиците, да поработат малку на емпатија. Во меѓувреме, Министерката за образование најави дека во тек се законски измени, со кои парично ќе се казнуваат родителите на деца кои извршиле насилство во училиште, или ако родителите одбиваат да соработуваат со стручните служби, за да се поправи девијантното однесување кај нивното дете. Глобата се предвидува да изнесува 250 евра. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Пожарите во Штип и Пробиштип се изгаснати, но постојат сомневања дека тие биле подметнати. Овие случаи ќе бидат истражувани. Гледаме детали во прилогот. Синоќа околу 20 часот изгаснате големиот пожар кој вчера беснееше во атарите на пробиштипските села Неокази, Бучишти и Ратавица. Во текот на денешниот ден екипи на територијалната противпожарна единица од Пробиштип вршат контроли и го догоснуваат она што од вчера е останато. Предизвикана е голема материјална штета. Опожарени се земјоделски површини, житни култури, овоштарници и лозја. Во село Бучишти изгоре куќа, дел од инфраструктура, бандери, огради, струјни водови, како и пчеларници. Изгаснати и пожарот предизвикан од електричен спој, кој вчера попладне го зафати ридот на Дисарското мало во Штип. За среќа нема повредени, а брзата интервенција на пожарникарите спречи огнот да се прошири на ближните куќи. На пожарот на Штипскиот Тисар, поради исклучително тешко пристапниот терен кој што штипјани го знаат многу добро, ние сега се наоѓаме низ Сарот, беше употребен ер трактор со еден налет кој што помогна на пожарникарите пожарот да биде изгаснат. Трите ер трактори дејствуваа на пожарот во Пробиштип кој што зафати голема површина и се прошири на територијата на општината Чешиново и Облешево. Во гаснењето на пожарите се вклучија и членови на доброволните противпожарни друштва. Ангелов објасни дека нивниот ангажман се подмирува по 100 до 120 евра дневно, во зависност од статусот и висината на платата каде што е вработен. Секој еден доброволец кој што вчера излегол на терен ќе ја добие оваа сума преку Дирекцијата за заштита и спасување, бидејќи се дел од нашите тимови и сметаме дека тој еден праведен надомест за она што тие го направиле тој ден. Дел од нив се вработени, дел од нив имат собствен бизнис, тој ден тие отсуствуваат од работното место и ние како влада и вршиме надомест на, да кажем условно, таа штета која што би ја трпат што не се појават на работното место. Ангелов додаде дека доколку дневно се ангажираат 100 доброволци, државата би ја чинела околу 10.000 евра, што не е голема сума. Ако се земе в предвид дека еден час гаснење со хеликоптер чини околу 7.000 евра. За Сител, Трајан Ристовски.
продолжи расправата за ребалансот на буџетот во Собранието. Предлогот е во второ читање, пратениците поднале над 200 амандмани. Министерката за финансии тврди дека ребалансот не се прави поради недостиг на пари или нарушена ликвидност, туку за усогласување со новите економски услови. Опозицијата обвинува дека со ребалансот не се решаваат клучните проблеми на граѓаните. Со овој ребаланс расходите се зголемуваат, но најважно е каде се насочуваат тие средства. Почитувани колеги, ако внимателно го погледнеме овој ребаланс, ќе видиме дека средствата се насочуваат токму таму каде што се најпотребни. Во социјалната политика, демографија и младите, буџетот расте за речиси 2 милиарди денари, а развојните програми се зголемуваат за 156 милиони денари. Дополнително, инфраструктурните проекти во општините растат за 200 милиони денари. Ова е порака дека владата не ги заборава и најранливите категории. Социјалната заштита расте за 1 милиарда и 838 милиони денари, а само за старите лица и детската заштита се обезбедени дополнителни 209 милиони денари. Тоа значи повеќе сигурност, поголема грижа и конкретна поддршка за оние на кои им е најпотребна. И кога ги гледате бројките сувопарно, ќе кажете да, во социјална заштита, во Министерството за социјална политика, демографија и млади имаме зголемување од околу 1 милиарда и 800 на буџетот. Меѓутоа да се потсетиме и на она кое што го зборував при носењето на основниот буџет, и кога правевме споредба со она што беше бројка во 2025 и она што беше во основниот буџет во 2026 година, имавме помалку токму во правата од социјална заштита од 2 милиарди евра, и сега нормално е, за да може да се сервисира до крајот на годината правата од социјална и детска заштита, нормално е да има додадено средства, иако барањата, буџетското барање што беше доставено од Министерството за социјална политика, демографија и млади за ребалансот и за основниот буџет беа многу повисоки од она што е дадено како средства. Над 5000 граѓани аплицирале за мерката самовработување, една од најбараните мерки од владиниот оперативен план. Заврши законскиот рок за аплицирање за една од најатрактивните мерки од оперативниот план на владата, за која што се пријавија над 5000 наши граѓани. Мерката самовработување. Понатаму оние кои што ќе имаат најдобри бизнис планови и најмногу поени, влегуваат во процедура за избор и земање на грантот. Целта на сите овие мерки е пред се задржување на младите дома. Да постигнеме три основни цели. Прво, да ја намалиме невработеноста во Македонија, исто така да овозможиме развој на локалната економија преку отворање на вакви бизнеси, и секако многу битна трета работа е тоа да ги задржиме луѓето, посебно работоспособните и младите луѓе до 29 години да останат тука во државата. Сите апликанти кои што ќе поминат на таа првична селекција, секој од нив е контактиран од наша страна и му се доделува юзернем и пасворд од платформа каде што ќе може да одбера со кои од нашите советници сака да го изработува бизнис планот. Младите кои што аплицираа очекуваат да им биде прифатен нивниот бизнис план и да отворат свој бизнис. Аплицирам за автолемарија прв пат, со собствен бизнис да се развијам. Првична идеја ми е отварање на мултифункционален едукативен центар, каде што ќе се развиваат покрај едукативни вештини и вештини за иднината. Помеѓу присутните имаше и млади кои што отвориле свој бизнис со ланските мерки и сега се задоволни од тоа како им оди. Фастфуд, ние отвориме фастфуд. Конкретно има западен стил на храна, доста успешен. Би го препорачал да самиот проект е да се охрабрат младите да отворат нови бизнеси. Во Прилеп бројот на апликанти е зголемен за разлика од лани од 294 на 316. Најголемиот дел од апликации се во услужните дејности, претежно. Има дел производство, керамички плочки, производство на мермер, значи дообработка на мермер, има во IT секторот. И верувам дека од овие 316 апликанти досега, дека и ќе имаме зголемен број и дека најголем дел од нив ќе учествуваат, односно ќе добијат средства за да отворат собствен бизнис. Со тоа работиме на подобрување на пазарот на трудот, односно да имаме што е можно повеќе луѓе кои што се вработени. Од наредната недела стартува мерката помош за правните лица при вработување на работници.
За Сител, Дарко Штарговски. Со предупредување од Маунт Рашмор